Но сите жалиме за тоа што го испуштивме. Можеби не бевме свесни што ќе добиеме, но јас бев назначен на само 7 дена пред почетокот на првиот натпревар. Така. Од тие квалификации немав можност нити да гледам играчи, нити да селектирам. Имав краток временски период играчи кои што не беа во таа репрезентација, да пробам да ги вратам од одредени причини. Не биле таму, успеав со 2-3 играчи да се договорам да бидат сега дел од ова репрезентација. Претходно бев дел од стручен штаб на претходниот селектор Кирил Изов. Веќе ги знаев ситуациите во самата женска репрезентација. Тргнавме добро, тргнавме со победа против Латвија у гостви со 3-4. Беше екстра надпревар. И стварно го изигравме добро и квалитетно, бевме мотивирани сите. Некако на тој надпревар, како да владееше некоја хемија, некоја енергија, бевме сигурни дека ќе победиме. Потоа дојде Словенија дома, го изгубивме тој надпревар. Но Словенија е на стварно многу високо ниво. Нивните играчи кои што играат таму, од 23 играча, 16 или 17 не ме држите за збори, играат во Германија, Италија, Шпанија и се во први лиги, значи тоа се квалитет невиден. Так. Ако самиот факт кој претходно имаме губено 12 или 13-0 од таа репрезентација, сега држиме тука 4-5, значи нивото е качено, иако ние како репрезентација искрено многу тешко можеме да одиграме два надпревари во рок од 7 дена.